Неофицијално, ресорниот министер му ги потпишал концесиите на новиот концесионер на ловиштата Подлок и Бање, кои со децении ги управуваше ловното здружение Осогово. Тоа значи дека скопскиот газда на кочанските ловишта на големост се подготвува на организацијски план, се со цел новата ловна сезона да ја дочека во топ форма. Паралелно со административните работи, во тек е опремувањето на канцеларијата во центарот на градот, во која засега се предвидува да работи едно лице. Да подсетиме дека концесијата за двете ловишта изнесува символични 1000 евра на годишно ниво. И додека новиот концесионер ги турка работите, уверен дека во наредните 10 години неговото здружение ќе управува со ловиштата, во ловното здружение Осогово се уште веруваат оти е можно поништување на тендерската постапка и на електронската аукција. Прво, затоа што се сметаат за изманипулирани, а потоа и за смешната цена по која е доделено ловиштето. Нивните аргументи се во традицијата, инфраструктурата и организираноста да одговорат на сите потреби на ловците. Додека ова се случува, кочанските ловци со доза на зачуденост коментираат како е можно за толку ниска цена ловиштата да ги добие друго здружение и како, ако биле изиграни представниците на ловното здружение Осогово. Некои одат до таму што се прашуваат да немало некакви матни игри околу целата постапка. Додека сето тоа се случува, на терените Подлок и Бање е целосен ловостој, а најголем број од кочанските ловци членството го префрлија во соседните општини и здруженија.